Вака изгледа новиот систем за електронско следење на дрвната маса, од шумата па се до крајниот потрошувач, кој денеска го представи јавното предпријатие Македонски шуми Скопје. Со новиот систем, рачното евидентирање податоци како и издавањето на приемници и испратници ќе заминат во историјата. Системот нема да дозволи оној кој има неподмирен долг кон оваа предпријатија или не ја платил порачената роба да изврши нова набавка, информираше првиот човек на Македонски шуми. Целокупната инвестиција за имплементација на овој систем е 530.000 евра, средства обезбедени од самото јавно предпријатие, а системот ќе има и повеќе придобивки. На прво место е навременото евидентирање и редовно пратење на производството со кое што се добива точни податоци и можност за менаџирање и од страна на Генералната дирекција, но и од страна на сите подружници во ситуација доколку има било какви проблеми кои што може да се приметуваат и навремено решаваат. Потоа, евиденцијата ќе доаѓа секојдневно, што значи дека ќе имаме брз пренос на податоци и точен пренос на податоци. Потоа, една голема придобивка е тоа што сите оние податоци кои ќе се внесуваат во исто време кога ќе се издаваат со мобилна испратница, да кажам, која ќе оди преку тој мобилен печатач, која што испратница ќе ги содржи сите податоци на купувачот, сите податоци на продавачот, вклучително и кое возило товари, и кој човек го врши приемот, и кој го издава, и таа ќе излегува во еден примерок, нешто налик на фискална сметка, што значи дека тој документ нити може да се преправа, нити може да се допишува, нити може некој да прави повеќе тури со една испратница или да се прават поголеми количини да се внесуваат погрешни податоци и така. Од Македонски шуми очекуваат огревното и техничкото дрво да се користат се помалку за затоплување, а паралелно на тоа да се зголеми производството на пелети и брикети, со што би се намалило загадувањето на воздухот, во кој загревањето на домакинствата учествува со 32%.